Како што и најави во централниот дневник, ќе зборуваме за очекувањата, за ризиците, за трговската размена на земјава со најмоќната европска економија Германија. Во студиово имам ексклузивен гостин, а тоа е директорката на Германската стопанска комора Антје Ванделт. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме на оваа битна тема за македонската економија. Благодарам многу и добар ден. Пред да почне ова интервју ми кажавте дека уште малку ќе направите 3 години во Македонија. Она што можев да го забележам е дека одлично зборувате македонски јазик, меѓутоа ова интервју прво овде во 24 ќе го направиме на јас ќе зборувам на македонски, вие на германски, ќе имаме соодветен превод, а следното ќе ми ветите дека ќе зборуваме на македонски. Ja, das hoffe ich auch. Deutsch machen, aber das Interview das ist direkt mit der Сакам да го почнам овој разговор со очекувањата за економијата во 2026 година, плановите, Германската комора која е дел од мрежата на германски комори функционира во многу држави, не само во Европа, туку и во светот. Кои се плановите на вашата институција или институцијата со која што вие раководите и кои се очекувањата за годинава? Ja, also wir stehen vor herausfordernden Zeiten. Also man kann sagen, die Weltwirtschaft кои што се полни со предизвици. Можеме да кажеме дека светската економија се сортира нов пат. Тоа не ја остава и Германија, ниту Македонија настрана за тоа. Но многу работи се движат кај нас. Ние како Германска стопанска комора во земјата ги поддржуваме германските компании пред се германските инвеститори во земјата. Пред 15 години дојде првите германски инвеститори, но подоцна ке зборуваме што правиме ние, даваме поддршка на компаниите кои што имаат интерес за македонскиот пазар, бараме соодветна локација за инвестирање, ги информираме за тоа каква поддршка може да дојдат, помагаме значи да се изведат работни дозволи за нивните работени од странство, правиме даначно советување, го нудиме целиот пакет со сметководствени услуги, но се фокусираме и на стратешки теми кои што се важни за стопанскиот развој на Северна Македонија, Германија како нејзин најважен трговски партнер. Und dazu gehört unter anderem das Thema der Nachhaltigkeit. Оно што се фокусираме и сметаме дека е важно како Германија која што се темата на одржливост и работиме на проекти кои што се поврзани со обновливи енергија, енергетска ефикасност, Young Energy, млади експерти вработени во компании кои што ги едуцираме, но исто така започнуваме оваа година нов проект кој што се однесува на циркуларна економија. Циркуларната економија се фокусира на компании од металопреработвачката индустрија, пластиката и текстилот, но нешто што исто така проект за оваа година кој што ќе го реализираме, проектот за туризам, каде што Македонија ќе ја прикажеме како дестинација за. Ја оставам преведувачката да допреведе. Металната индустрија е една од водечките која што соработува Германија со Македонија. Трговската размена се движи околу 4 милиарди евра, околу 2,8 милиарди евра се на извозот од Македонија во Германија и нешто над 1 милиарда е во она која што ние увезуваме од Германија. Последните податоци велат дека имаме намалување за 6% на трговската размена. На што се должи тоа според вас? Ja, bevor ich auf die letzte Frage eingehe, vielleicht erstmal generell nochmal, Sie haben es erwähnt. Да го одговорам последното прашање. Вие исто така споменавте дека Германија е најважниот трговски партнер на Северна Македонија. Оно што сакам да го пренесам дека Северна Македонија е земја која што е навистина една од ретките која што извезува повеќе кон Германија отколку што увезува. Тоа навистина е права реткост и е нешто што е одлично.
Да, точно е тоа, дека извозот кон Германија е паднат минатата година, меѓутоа имаше навистина беше претходната многу динамична со воведување на нови царински стапки од страна на Америка, се случија разни промени на пазарот, бидејќи Германија извизува многу на американскиот пазар, посебно во сферата на автомобилската индустрија, но што сакам да кажам дека во последниот квартал некако успеа да се да заздраве извозот и се зголеми. Но се ова зависи многу од автомобилската индустрија и е силно поврзано со тоа. Таа е главната причина дека имавме промени во областта на автомобилската индустрија. Она што многу ме радува е тоа да кажам дека во сминатите години имавме различна диверзификација во однос на германските инвеститори во земјата. Имаме инвеститори сега и од многу други области, не само од автомобилската. Пред 2 години можам да кажам дека германската економија се соочуваше со сериозни потешкоти во функционирањето. Сега претпоставувам дека тоа е надминато и полека застанува на нозе целата економија во Германија. Сакам да прашам каква е состојбата со германските компании во Македонија, во каква финансиска кондиција се? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß nicht ganz, was Sie damit meinen, denn es ist natürlich so, dass die deutschen Investoren hier hinter denen stehen ja sehr solide тоа се значи германски инвеститори кои што се во земјата стојат стабилни мајки компании. И ова се голем број од нив се семени компании кои што се со генерации на пазарот во Германија, компании што се втора или трета Германија, стојат на сигурни и цврсти нозе овие компании. Со тоа автоматски компаниите кои што се тука керки фирми се многу стабилни. И тоа можеме да го видиме и низ реинвестициите кои што се реализираа во изминатите години, кои што компаниите сами од себе ги прават. Она што е важно за компаниите е долгорочното планирање кои што го имаат иновациите, но исто така е важно и за германските инвеститори на времено враќање на ДДВ-то. И ќе ни биде особено драго доколку и ова се реализира и се одвива со поголема динамика, односно побрзо. Така, германската комора во земјава редовно ги поддржува инвестициите кои што доаѓаат од Германија, но последно време сакам да прашам дали не сме доволно интересни за германските инвеститори или има некој друг проблем во земјава, бидејќи одамна не сум слушнал дека имаме странски инвестиции од Германија. Што е проблемот? Man kann nicht sagen, dass es keine neuen Investitionen gibt. Also man muss natürlich da nochmal hervorheben, der große Boom, der startete so vor 10 Jahren. Можеме да кажеме дека големиот бум на германски инвестиции се случи пред 10 години. Тогаш беше бумот на автомобилската индустрија кога дојде на македонскиот пазар. Но она што не можеби не се гледа, но е реалност. Овие компании во изминатите години реинвестираа, ги изголемија инвестициите, ги изголемија фабриките. И за тоа, значи, пазарот како пазар за инвестиции е релевантен за нив. Имаме компании кои што едноставно направија нови фабрики, можат сега неколку ќе набрам, например инвестицијата Drexel, Meyer, Kiel инвестицијата, Вик, Герасхайм, Костал, сите ова се само примери кои што ги дуплира своите инвестиции. Но она што е исто многу важно е за германско-македонската трговска размена, тоа е значи диверзификацијата. Многу интересни години инвестиции имаме во изминатите години. Сакам да ги споменам овие инвестиции. Например, компанијата Кил во Тетово производува седишта за автобуси, за метроа, за автобуси кои што се произведуваат во Кил. Често пати кога се возите во Европа, во
автобус или воз, ќе сидите на седиште произведено од кил. Исто така компанијата Gerresheimer произведува медицинска опрема. Компанијата Вик, например, произведува автомати за кафе, вашите автомати за кафе, Dolce Gusto, Еспресо, се произведени тука. Но исто така инвестицијата BMC, која што прави специфични батерии за точаци, мотори и друг тип на опрема. Но исто така имаме инвестиција, да речеме, која што е во областа на медицината. Тој е центар за дијализа, која што е класична германска инвестиција. Но имаме и инвестиција која што прави заштитна и работна опрема. Ова е таа диверсификација која што постои на пазарот. Како се задоволни од македонските работници, од македонските раководни кадри, од менаџерските тимови, претпоставам дека има и македонци во вашите германски компании. Како се задоволни од квалитетот на работниот кадар? Also wir machen ja regelmäßig Umfragen auch bei unseren Unternehmen und generell die Qualität der Mitarbeiter, vom Management bis zu den, also die gesamte Branche der Mitarbeiter, wird immer sehr positiv eingeschätzt. Also gut Меѓу другото се оценува квалитетот на вработените. Она што го добиваме како одговор е дека имам добрите квалификувани вработени од Македонија се многу добри. Имаат одлични квалификации, многу се мотивирани, исполнителни се, но она што е предизвик тоа е дека нивниот број е доста ограничен. Во однос на големиот број на вработени се вработени од Македонија, се разбира, но имаме и вработени во компаниите од земјите од соседството, потоа имаме и вработени од Германија, но и од други EU држави каде што имаат тие фабрики. Имавме голема, во некои компании има и размена каде што доаѓаат вработени од мината фабрика во Мексико, па тука даваат тренинзи и обуки на вработените. Значи имаме една културна ширеноликост. Што сакам да ве прашам следно на ова прашање? Општата перцепција е дека кога македонските работници ќе заминат на печалба, што се вели во Германија, се многу попродуктивни од кога работеле во некоја од македонските компании. Сега сакам да направам паралела. Истиот работник кој што работи во германска компанија во Македонија, дали е попродуктивен тука доколку замине во сестра, мајка фирма во некоја од компаниите во Германија? Каде е попродуктивен и што е разликата? Работи во истата компанија во Македонија во производство и потоа може да замине во Германија во истата фирма да работи во Германија. Зошто перцепцијата кај нас е дека во Германија повеќе работат македонските работници, а помалку во Македонија? Das ist eine interessante Frage und ich habe ja lange in Lateinamerika für das AHK-Netz gearbeitet. Јас работев за германските стопански комори во Латинска Америка, долги години бев и во Чиле и во Перу. И meine Antwort darauf ist, es liegt nicht am Land. Es liegt in erster Linie am Unternehmen und an dem Ökosystem. Мојот одговор е дека ова нема поврзаност со земјата. Ова напротив има поврзаност со компанијата. И од компанијата зависи колку се продуктивни вработените. Во однос на темата на културата која што владее во компаниите, навистина многу се има сменето. Компаниите во денешно време е важна како компанија се понуди култура на едукација, култура на инвестирање во вработените. И сметам дека германските инвеститори во Северна Македонија навистина покажуваат како одличен пример како се гради една компанијска култура, како се едуцираат кадрите за понатамошен развој, понатамошна едукација во работата и да се мотивираат. Земјата игра некоја улога, напред се сметам дека станува збор за културата во компанијата и сметам дека бар кај германските инвеститори ништо се случува. Колкав удел е во мотивацијата и платата? Дали истата плата може да мотивира во Македонија и може да мотивира сериозно повисоката во Германија? Die Gehälter haben sich hier sehr entwickelt in Nordmazedonien in den vergangenen Jahren, was natürlich auch mit dem имаме развој на платите во Северна Македонија.
поголеми квалификации имаат вработените, поголема одговорност имаат. И многу од германските инвеститори плаќаат многу повисоки плати од стандардот кој што се тука. Значи не можеме да споредиме Германија со Македонија, бидејќи трошоците за живот се различни, но кога се зборува со вработените, не станува збор само за платите, туку условите во кои што работат и вредностниот синџир кој што го има таа компанија. И се разбира нешто што е предизвик за компаниите, тоа е да ги држат вработените исто така мотивирани. Ако се направи споредба на продуктивноста, истата компанија која што е во Германија и во Македонија, која повеќе произведува за еден месец? Also sagen wir so, ich denke, dass es hier Produktionsstandorte gibt, also dass zum Beispiel die Unternehmen entschieden haben, statt in Deutschland diese Produkte hier in Nordmazedonien zu produzieren oder zusätzlich zu den дека компаниите кога донале одлука наместо производството во Германија да го направат тука или производството наместо во Кина да го дадат на фабриката тука во Северна Македонија, тогаш значи дека и овие компании може да конкурираат. Не можам да ги кажам бројките колку се, меѓутоа едноставно и овие фабрики, керки фабрики кои што се на македонскиот пазар конкурираат со фабриките во Кина, па конкурираат и со фабриките во Германија. Ако може да се направи некаква оценка за кои се слабостите на македонската економија, кои се предности? Што прво ќе одвоите? Also ich würde hier auch die Unternehmen sprechen lassen, bevor ich dann noch meine Meinung dazu gebe. Wir machen ja, was ich erwähnt hatte, jährlich auch Unternehmensbefragungen. Компаниите за зборуваат. Како што веќе споменав, ние секоја година спроведуваме една анкета и секогаш го поставуваме истото прашање што е она што го ценат на Македонија како пазар за инвестирање. Она што е навистина многу ценето, тоа е достапноста на локалните добавувачи. Was darstellt, wie wettbewerbsfähig auch lokale Unternehmen sind. И со тоа, значи, зборуваме за тоа колку навистина и локалните компании се конкурентни, имаат што да понудат, потоа достапноста на енергија, даночниот систем во Македонија и трошоците за давачки кои што се конкурентни, но исто така и квалификуваните и мотивирани вработени, кои што претходно спомнав дека се кнап, меѓутоа ги има. И од моје лично искуство но и од комуникацијата со компаниите, одлична интернет конексија во државата, многу подобро од Германија, но исто така она што е важна точка поради која што компаниите се решаваат тука да инвестираат, тоа е одличната логистичка поврзаност. Значи вие за 24 часа можете од Македонија да стигнете во Германија, целиот процес на транспорт ви се случува во еден ден и да стигне испораката на време. Но исто така не само поврзаноста преку патишта, но исто така и поврзаноста со аеродромите и летовите. Одлична е таа, значи многу држави ги немаат ни тоа и тоа е навистина впечатливо. Мои пријатели и деловни партнери се чудат колку брзо може да се стигне во Македонија. Но оно исто така што им се допаѓа и сметат за предност, тоа е навистина добро развиената бизнес култура. Секој пат кога доаѓаат се изненадуваат колку одлични компании тука има. Не зборуваме само за технолошки развиени компании, туку и компании кои што имаат одличен однос кон своите вработени, кон своите партнери. Und natürlich auch ein Thema, diese Industrieerfahrung, die auch Nordmazedonien mitbringt. Но исто така една тема која што има Македонија, тоа е искуството кое што го носи уште од времето на Југославија. Држава се има искуство со индустрија. Но предизвиците се секогаш, морам да кажем, исти. Темата compliance, значи секогаш е тема која што сите ние мораме понатака да работиме.
И исто така ефикасноста на јавната администрација е секогаш нешто кое што е навистина останато како предизвик. Би биле конкурентни сега да сме дел од Европската унија? Ich denke, ich würde so sagen, sie sind auf einem sehr guten Weg. Wie ich schon erwähnte, es gibt hier wirklich Unternehmen, die sind sehr gut vorbereitet. Es gibt andere, die noch einige Hausaufgaben machen müssen. Многу добре подготвени и има компании кои што треба уште да се завршат домашната задача. И навистина, ние како Германска комора се уште придружуваме и поддржуваме компании за да имплементираат во своите производни процеси стандарди кои што се бараат на пазарот во ЕУ, за да бидат и таму конкурентни. Уште две прашања имам за овој разговор. Пред последното сакам повторно се вратиме за најголемиот или најдобриот капитал на една компанија која што може или мора да го има, а тоа е, би рекол, и најголемата мака на денешницата, работниот кадар. Предизвик кој што го има секое стопанство во светот, каде вие ги гледате решенијата? Ja, wie Sie schon sagten, das Fachkräftethema ist ein globales Thema. Und die Lösungen sind eigentlich auch темата со стручните кадри е глобална тема. Eine relevante Lösung ist das Thema der Automatisierung. Една тема која што е поврзана со тоа е процесот на автоматизација. Bei den Investoren, die auch das zunehmend stärker automatisiert haben in den letzten Jahren. Инвеститорите кои што во изминатите години се повеќе имаат вложено во автоматски процеси. Auch gleichzeitig auch das Thema der Fachkräfte wieder ins Spiel, also auch die Personen, die mit dieser Technologie повторно исто така станува збор за стручните кадри, значи тоа се вработените кои што треба да ракуваат со овие машини и уреди да бидат квалификувани. Затоа и темата стручно образование мора да ја се повеќе доближиме. Во Германија живее многи години темата за дуално стручно образование. Ние проектот за дуално стручно образование по германски ТЕР го водиме во Македонија 2018 година. Овој проект за дуално стручно е по германски стандарди. Можем да кажем и лично моите две деца имаат завршено дуално стручно образование и можам да кажам дека и синот и ќерката имаат одлични шанси за професија, за успешна професија, дури подобри шанси на пазарот на трудот доколку завршат класични студии. Како за крај сакам да ве прашам која е формулата или дали постои такво нешто за една економија која што е како што е македонската, мала и во развој, да има континуиран раст од 5%. Ja, Diversifizierung auf jeden Fall. Also значи она што сметам дека е важно, тоа е диверзификацијата на инвестициите. Also sowohl was die Produkte, die Industrien betrifft, aber auch die Absatzmärkte. Ich denke, der lokale und regionale Markt hier im Westbalkan bietet noch enorme Chancen. Туку и во однос на пазарите со кои што се работи и се извезува. Der wichtigste Handels- und Wirtschaftspartner ist, so kann das vielleicht auch der Westbalkan für Nordmazedonien werden. Иако како што е Германија најважниот търговски партнер и ЕУ за Македонија, може и целиот Западен Балкан да стане важен партнер за извоз на Македонија. Das Thema der Ausbildung ist ganz wichtig. Темата за образование е можна важна. Von Nordmazedonien. Во однос на конкурентноста преку тоа. Auch noch einige Möglichkeiten. Also wie gesagt, auf viele verschiedene Bereiche setzen und die Bedingungen schaffen, damit die Unternehmen auch was Finanzierung betrifft, Kreditlinien auch die Möglichkeit haben, dort neue Projekte aufzustellen. И за компаниите да им се даде новите компании нова можност за реализација на нови проекти. Господјо Ванделт, јас ви благодарам што ја прифативте мојата покана, да имаме разговор, да разговараме на овие битни теми кои што ги интересираат македонските граѓани. Благодарам многу, следен раз во македонски. Така се договоривме. Се гледаме. Благодарам уште еднаш. Почитувани, јас ви благодарам уште еднаш на довербата и на вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на телевизија 24. Од мене пријатно.